35-годишната гевгеличанка Ѓургица живее со ретка болест – пулмонална хипертензија или, како што вели, народски кажано, притисок во белите дробови. За оваа невработена жена секој нов чекор е нов предизвик. Ѓургица заедно со неколку десетици пациенти денеска го одбележаа меѓународниот ден на ретки болести и побараа подигнување на јавната свест и пристап до потребната терапија, која неретко ја шверцуваат од странски земји. Значи, јас треба да пијам 150 мг дневно Виагра, и тоа значи 10 евра, значи 600 денари е од 100 мг. Значи 1000 денари дневно. Од Сдруженијето Живот со предизвици се надеваат дека овие пациенти наскоро ќе имаат лесен пристап до лекови, бидејќи владата преку проширување на програмата за ретки болести одлучи за оваа намена да се одвојува по 1 денар од секоја купена кутија цигари. Се надеваме дека што поскоро ќе завршат административните процедури и дека ќе пристигнат лековите, затоа што денес тука ќе видите многу пациенти и многу родители кои од се срца едва чекаат да ги добијат тие потребни лекови кои до сега не можеа да ги имаат. Манифестацијата ја отвори првата дама Маја Иванова, која е почесен покровител на Европската организација за ретки болести. Вкупниот број на пациенти со ретка болест во Република Македонија се менува, но не е толку значаен колку што е значено што секој еден живот е вреден и дека за секој треба да се најде начин да се овозможи навремена, рана диагноза и што побрзо наоѓање и почнување на најсоодветниот третман и лекување на пациентите со ретка болест. Во Македонија досега има регистрирано околу 40 видови на ретки болести.